Добре дојдовте на видео часот по македонски јазик, наставна единица интерпретација на текст Копнеш. Овој видео час е наменет за учениците од 5-то одделение и низ него ќе ве водам јас, Костовска Ливјана, одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев Могила. Очекувано е дека ќе ги постигнете следните цели: да умеете да анализирате текст, да умеете изразно да читате, да го збогатувате речникот со нови зборови, да развивате љубов кон литературата, да развивате критичко мислење и сопствен став, да развивате емпатија и сочувство кон другите луѓе. Потребни материјали за реализација ќе ви бидат: тетрадка, молив и учебник по македонски јазик од авторите Љубица Севдинска и Весна Настоска. Часот ќе го започнеме со еден крстозбор. Крстозбор представуваат вкрстени зборови. Јас ќе ви ги прочитам барањата за хоризонтално и за вертикално. Ваша задача е да го препишите крстозборот во вашите тетрадки и да се обидете да го решите. Најпрво ќе ви ги прочитам зборовите хоризонтално, барањата. Под број 2, луѓе кои што живеат блиско до нас. Број 4 хоризонтално, застаклен отвор над зидот. Број 6 хоризонтално, не е весел. 7, човек кој лекува. И 8, живи суштества со клуни пердови. Сега ќе ви ги прочитам и барањата кои се однесуваат за вертикалните поими. Број 1, силно посакување на нешто. Број 2, не е тага. Број 3, отсуство на здравје. И број 5, вертикално, младенче на човек. Застанете го видеото тука и решете го крстозборот. Задржете се онолку време колку што ви е потребно. Ова се решенијата на крстозборот. Најпрво ќе ви ги прочитам хоризонтално. Број 2 соседи, број 4 прозорец, број 6 стажен, број 7 лекар и број 8 птици. Вертикално, број 1 желба, број 2 среќа, број 3 болест, број 5 дете и број 4 прозорец. Се надевам дека го решивте точно крстозборот, но и да не го решивте, не грижете се, бидејќи со решавање се подобрувате во таа активност. Крстозборот е всушност вежба за вашиот мозок. Сакам да се задржиме на зборот под број 1 во крстозборот, а тоа е желба. Што е желба? Можеме да го дефинираме на два начини. Да посакуваме да добиеме нешто што немаме, или да посакуваме да задржиме нешто што имаме. Но, дали можете да размислите која е разликата меѓу желба и копнеш? Копнежот е нешто кога многу силно посакуваме. Тоа е најчесто нешто што го немаме, нешто што ни недостасува. Зборовите кои беа во крстозборот се зборови извадени од еден текст. Текст кој што треба да го работиме на овој видео час. Тоа е текстот Копнеш од Јован Стрезовски, писателот. Во вашите учебници се наоѓа на страна 122 и 123. Внимателно следете, а јас ќе ви го прочитам текстот. Копнеш. Љупчо, подпирајќи се на патериците, ќе станеше од креветот, ќе дојдеше до прозорецот, правеше птици од хартија, го отвораше прозорецот и ги фрлаше надвор. Љупчо живееше на 10-тиот кат од високата кула и птиците од хартија долго време кружеа низ воздухот додека се спуштеа и запреа на земјата. За овие месеци, откако лежи болен и не може да оди подалек од собата, нафрла едно чудо птици. Птиците кои беа и големи и мали, во зависност од хартијата што ја имаше, паѓаа и во дворот од зградата, и на улицата, и на покривите од пониските куќи, и на автомобилите паркирани на паркиралиштето кај зградата, и на дрвијата во дворот и паркчето. Оддалеку заличуваа на вистински, бели и шарени птици. И еден ден, гледајќи од кој кат излегуваат птиците и низ кој прозорец, луѓето се искачија во станот на Љупчо. Тропнаа на вратата и му отвори лекарот, кој во тој момент беше дојден кај Љупчо да направи визита и да му ги даде потребните лекови. И тие почнаа да викаат по Љупчо, гледајќи како држи в рака неколку направени птици за да ги фрли низ прозорецот.
А ти ли си тој што ги фрлаш овие книжишта, што ни правиш ѓубре по катовите и дворот? Што ѓавол те тера ова да го правиш? Ако те видат и другите деца, и ако тргнат по твојот пример, ќе не затрупаат со книжишта. Лјупчо, исплашен, се собираше во креветот. Птиците ги криеше зад грбот. Лекарот ги погледна разлутените луѓе и им рече: смирете се, полека, не се тоа книжишта, тоа се птици. Нека се што сакаат, викаа луѓето. Зошто ги фрла? Зошто ни прави ѓубре? Желбата го тера тоа да го прави, им рече лекарот. Ама каква желба? Викаа луѓето. Што ни е нам гајле, да не го видиме повеќе? Чекајте, да ви објаснам, ги успокојуваше лекарот. Детето е во таква ситуација, што таа негова желба е повеќе од тоа. Копнеш. Да, копнеш. Каква ситуација, каков копнеш? Го гледа луѓето лекарот. А тој полека, со смирени зборови, им рече. Детето има парализа, приковано и да лежи в кревет. Кај такви болни се јавува желба да ја надминат болеста, а кога не можат, се јавува кај ни фантазија, да имаат крилја, да летаат како птица. Разбирате, преку птиците се замислува себе си како лета, преку овие птици што ги фрла. Луѓето го гледаа лекарот скаменети, неми. Со сожалив поглед го гледаа Лјупча, кој зад грб ги држеше птиците, како најскапо нешто на светот, како нешто што е дел од него. Луѓето прошепотија: жали ме, и полека назадечки се повлекува. Птиците што продолжија да паѓаат на дрвјата во дворот, навистина личеа на вистински птици. Веќе рековме дека текстот е од писателот Јован Стрезовски. Се надевам дека го разбравте и дека ви се допадна овој текст. Најпрво би сакала да поразговараме малку за зборовите кои што мислам дека можеби ви се нејасни. Јас издвоив неколку: патерици, тоа се помагала за одење, визита или посета, копнеш, веќе рековме, силно посакување на нешто што го немаш, парализа, укоченост, одземеност, неможност да се оди, и неми со неможност да зборуваат. Доколку имате и други нејасни зборови, може да го користите дигиталниот речник на македонскиот јазик, кој е подолу на овој линк. Секако тој може да го користите и како секојдневна корисна електронска алатка. Сега ќе употребиме стратегија квадрант. Тоа значи дека на листот треба да нацртате еден ваков квадрат, да го поделите на 4 делови. Во првиот дел, горе, треба да нацртате слика, цртеж, од личност, од предмет или нешто слично што ќе ги изрази твоите чувства за текстот. Во вториот квадрат горе, треба да искажете какви чувства во тебе побуди овој текст. Во првиот квадрат долу, треба да запишете звуци, односно кои звуци ги замислуваш додека го читаш текстот. И во вториот квадрат долу, треба да запишете каква е врската меѓу текстот и реалноста. Застанете го видеото тука, препишете го и обидете се да одговорите. Запомнете дека погрешни одговори нема. Ова е вашето доживување на текстот. Јас издвоив некои заклучоци до кои што би можеле да дојдете откако ќе го анализирате овој квадрант. За слика, за цртеж, избрав едно дете тажно, бидејќи овој текст навистина побудува тага. Чувствата кои што ги буди текстот би можеле да бидат тага, вознемиреност и страв, загриженост за здравјето на Лјупчо, гнев кон соседите, улеснување поради решавањето на проблемот, благодарност за трпението и помошта од лекарот. Звуците кои ги замислуваме додека го читаме текстот се песна на птици и пријатни звуци додека Лјупчо дома ги прави своите птици од хартија, викотници и страшни звуци кога соседите се во домот на болното дете, убави, милозвучни звуци додека објаснува лекарот и кога соседите се покајале. Што се однесува до врската меѓу реалноста и текстот, секојдневно слушаме и читаме за дечиња кои имаат потреби различни од нашите. Многу често тие не се прифатени од околината.
Тажни се и немоки, им треба помош и заштита на нивните права. Тука може да кажеме дека е несилната врска на овој текст со реалноста. Не сакам да ги бришите вашите одговори, туку сакам да ги допишите овие покрај вашите. Сега ќе одиме на содржинска анализа, на првата целина. Текстот ќе го поделиме на логички содржински целини. Ако забележавте, секоја боја представува една целина. Првата целина, писателот ни е посветен на Љупчо. Ни објаснува, ни кажува каде живее, што се случува со него и што прави тој. Па така, научивме дека Љупчо живее во една десеткатница, дека во овој момент е болен, дека е прикован за својот кревет и дека единствена утеха наоѓа во птиците од хартија што ги прави, што ги фрла низ својот прозорец. Ако треба да издвоиме една главна мисла од оваа целина, јас ви ја предлагам следната. Болното дете правеше птици од хартија и ги фрлаше низ прозорецот, така наоѓајќи утеха. Запишете ја мислата во своите тетрадки. Слободно може да напишете и своја мисла. Вториот дел, писателот се посветува на бесните соседи. Кажува дека тие се качени кај Љупчо во неговиот стан, дека викаат, дека се нервозни, дека се бесни, дека сметаат дека птиците што ги пушта Љупчо од хартија се ѓубре во нивните дворови и во нивниот парк. Посебно се лути затоа што сметаат дека тоа може лошо да влијае и врз другите деца. Како главна мисла за овој дел ќе запишеме следната. Соседите биле лути затоа што Љупчо прави ѓубре со своите птици од хартија. Запишете главната мисла во своите тетрадки. Третиот дел, односно третата целина, е посветена на лекарот, на мудриот лекар. Тој се обидел да им објасни на луѓето и успел во тоа што се случува со Љупчо, каква е неговата болест, тоа е парализа, и што е она што го тера Љупчо да го прави тоа. Тој не го прави тоа намерно, тоа е неговиот копнеж. Копнежот што побрзо да оздрави. Како мисла која што ќе запишеме од третиот дел е следната. Лекарот им објаснил на соседите дека детето е болно и ова е негов начин да се избори со тешката болест парализа. Запишете ја мислата во вашите тетрадки. Четвртиот дел се однесува повторно на соседите, но сега се тие покајани, скаменети, неми, со сожалив поглед го гледаат Љупчо и сваќаат дека погрешиле. Љупчо продолжил да ги пушта птиците од својот прозорец. Како мисла која што ќе запишеме како четврта, би била следната. Соседите со жал и засрамени го напуштија домот на Љупчо, а тој продолжил да ги пушта своите птици. И оваа мисла запишете си ја во вашите тетрадки. Би сакала малку повеќе да се посветиме на ликот на лекарот. Лекарот бил мудар, добар, смирен и пред се човечен. Се грижел за Љупчо и тоа многу, не само за неговата парализа, туку и за неговите чувства, затоа што и тие се дел од здравјето на Љупчо и многу важен дел од процесот на оздравување. Ваша задача ќе биде да ги пронајдете зборовите на лекарот и да ги препишете во својата тетрадка. Како една помош е дека зборовите на лекарот се искажани во директен говор. Застанете го видеото тука и исполнете задачата. Како завршен дел од овој видеочас, ќе ги добиете следните задачи. Да го прочитате гласно и изразно текстот. Да творите. Замислете си дека сте еден од соседите што налутено влегле кај Љупчо. Потребно е да напишете состав со наслов. Како се посрамоти? Вашето стојалиште
треба да биде дека сте еден од соседите. Како трета задача е да се обидете да направите свој крстоспор. Можете да ја користите апликацијата која што е на следниот линк. Објаснувањата за зборовите треба да ги напишете сами. Твоите крстозбори нека ги решава некој од твоите блиски. И најважно од се, забавувајте се додека го правите тоа. Ви благодарам на вниманието.